Добар е, криптоентузијасти, малку болен, но не. Ветување, продолжуваме со работа и понатаму. Дефинитивно не ми помага фактот дека само што направив операција и се уште сум активен и на каналот и на работа, но уште еднаш ќе напоменам, значи моето ветување останува и понатаму, продолжуваме со работа. За почеток на денешните altcoin вести, кои што се според последните гласања, значи прво, како и секогаш ги поминуваме овие три основни индикатори, да видиме што се случува на altcoin пазарот. Меѓу првиот е altcoin сезона, индексот кој што ни покажува дека се наоѓаме крајно ниско, односно во оваа ситуација самиот altcoin сезона индекс го преферира во оваа ситуација биткоин, затоа што гледаме дека биткоин прави outperformance на добри 3/4 од топ 70 кои. Што значи дека во оваа ситуација, значи допрва ќе дојде оној следен памп на алткоините кој што го чекаме, затоа и е доста добар момент за акумулација, тоа што ние го правиме. Не знам дали видовте, но текот на вчерашниот ден купивме уште 2% во Ondo Finance, оно што веќе го најавивме, и моментално, значи, Ondo Finance се наоѓа на нашето портфолио, верувам дека ќе го надградиме ова дополнително. Сега, значи, овој вториот индикатор, знаете и сами, е RSI Heatmap, кој што практично ни ги споредува сите, да речем, најголеми коини, тоа каде се наоѓаат во однос на нивниот RSI. Гледаме дека средната вредност е 43,47, што значи на вистина, значи самиот RSI ни покажува дека се наоѓаме во биткоин сезона моментално, и гледаме дека поголемиот дел од коините, би рекол 70% се наоѓаат на долната половина на RSI Heatmap, што значи дека поголемиот дел од нив се крајно, да речем, погодни за купување моментално и нивните цени се екстремно ниски. Значи погледнете ги имињата овдека и ќе видите на пример Atom кој што се наоѓа моментално на крајно ниска вредност, Matic, Optimism, Filecoin, XRP. Од друга страна имаме некои екстремно ниски кои што јас, да речем сега, не можам да ви препорачам што да купите, но сакам да кажам, навистина ова е добар индикатор да видите кој каде се наоѓа, како една генерална слика за сите коини кои што моментално се најголеми во криптосветот. И последниот кој што постојано го следиме, тоа е Cryptometeus, уствари ни покажува развивањето на алткоините во однос на нивните скрипти кои што ги депонираат на GitHub. Со тоа што на годишно ниво и понатаму, да речем, листата не е изменета, на прво место ICP, Ethereum, ADA, Flow, Arbitrum, DOT, Audius, IOTA, eGold, Atom, HBAR, Osmosis, Filecoin и така натаму. Само сака, значи Solana веќе паднала 3 места, она беше на 15-то место, но битно е дека ќе добијат Ethereum Sol Spot ETF, но како и да е, тоа е реалноста, тоа сака светот. А во однос на неделно ниво, како сами по себе, они кои што имале највеќе надграби на самиот блокчейн се ICP, Ethereum, Cardano, Cosmos и Polkadot, стандардна екипа, значи ништо ново, додека во однос на нивните екосистеми Algorand е на прво место, Ethereum, Cosmos, Polygon и Polkadot последователно. Така да гледаме дека тие се истите, значи постојано нема никаква промена, тие се шампионите кои што ги држиме во нашите портфолија и понатаму продолжувам да верувам во овие проекти, секој од нас да одлучува за себе, но тоа се моите очекувања и гледаме дека и понатаму овие проекти се топ кога станува збор за развој на сопствениот проект, а и на нивните екосистеми. Првата и најбитна вест која што мораме да споделиме е дека официјално од вчера, денеска веќе прв ден, значи се започнати плаќањата на Mt. Gox кон своите бивши клиенти. Mt. Gox тоа е менувачицата која што пропадна во 2014 година, која што изгуби неверојатно 950.000 биткоини, од кои што успеа да врати 150.000 и тие 150.000 моментално се негде околу 9 милиарди долари, 142 точно, со тоа што истите запишано е дека од јули до октомври ќе бидат враќани на своите, значи на овие бивши клиенти. Сега верувам дека JP Morgan знае нешто повеќе од нас, со оглед на фактот дека вели според нивните очекувања, значи се очекува во јули поголемиот дел од овие коини веќе да бидат вратени, што значи дека ако веќе имаме sell pressure, како што можеме да видиме и денеска, цената веќе забавува, дури и е во негатива, истиот ќе биде во текот на јули. Значи сега дали ова сосема точно или не би знаел, но повторно JP Morgan има многу повеќе ресурси од нас и верувам дека повеќе знае околу овие работи.
така да не гледам причина зашто не би верувале, иако JP Morgan не ми е баш омилен, на крајот од денот немаме што да изгубиме. Значи, ако е така, тогаш супер. Ако веќе има sell pressure и ако истиот заврши во јули, тогаш се движиме кон една многу добра зима. Како и да е, уште еднаш ќе напоменам, значи јас не гледам никаков проблем, дури и да има луѓе кои што ќе го продадат својот биткоин, верувајте има многу поети кои што сакаат да го купат, така да ова не би требало да биде проблем, но не, според мене ова е само фат на пазарот и да имаме пад, тоа нема да биде нешто многу. Веќе направивме масивен пад, цената достигна до под 60.000. Верувам дека 60.000 е доста силна нели, и фундаментално граница на која што има доста buy orders, а дополнително и психолошка бариера на која што спот луѓе ќе купуваат сигурно. Сега, следниот битен момент е, значи ова исто така на некој начин го одложува и самиот bull market, е одлагањето на S1 формуларите на сите кои што аплицираат за спот Ethereum ETF. Значи ова не е ништо толку страшно колку што луѓето го представуваат, значи и тоа дури овдека се напоменува дека промените кои што се бараат се доста лесни, значи во овој дел пасот се објаснува тоа, и дека практично се очекува од овој ден па натаму за 2 до 3 недели максимум да бидат одобрени овие сите, тоест Ethereum Spot ETFs. Значи тоа малку само е, значи ако се сеќавате претходниот пат кога имавме вест за ова, значи истите тие експерти од Bloomberg очекуваат негде во средината на јули, сега очекуваат негде до крајот на јули, со оглед на фактот, пак ќе напоменам дека промените кои што се бараат од овие Ethereum Spot ETF апликанти не се толку големи колку што луѓето ги преувеличуваат и дека истите можат многу лесно да бидат така речено средени и доставени повторно назад во SEC до 8 јули. Значи ќе имаат време до 8 јули да ги вратат назад формуларите и како што може да видите од 8 јули па натаму самите специјалисти за Exchange Traded Funds на Bloomberg оставаат некој недела до 2 за да биде практично одобрено да биде одобрен Ethereum Spot ETF. Верувам дека ова ќе биде голема работа. Дополнително би сакал да направам едно видео каде што ќе објасним во детали што очекувам од Ethereum Spot ETF, затоа што истиот доаѓа наскоро. Значи имаме овдека и позитивни и негативни очекувања, но мораме да бидеме реалистични и би сакал да направам едно видео околу ова. Голема веројатност дека ќе оставам гласање во текот на оваа недела да го завршиме и тоа, затоа што сакам луѓето кои што гледаат нашиот канал да бидат спремни за она што го очекуваме за Ethereum Spot ETF, или потенцијално ќе го ставиме да биде неделно специјално видео, но ќе видиме, има доста интересни работи кои што сакам да ги споделам оваа недела. Значи добивме детални информации за тоа како функционира mBridge. Тоа е мостот кој што ќе се користи, веќе најавено, значи тоа е тоа. Имавме неколку опции за тоа што ќе биде CBDC за BRICS. Според најавите кои што ги видовме, најдов некои интересни видеа од, да речем, експерти во економија и блокчейн, кои што тврдат дека ова е солуцијата на BRICS за надминување на SWIFT. Така да имам доста битни видеа кои што сакам да ги обработам неделава, малку сум болен. Очекувајте да има гласање на нашиот канал. Според вашите гласови нормално ќе ги обработиме овие видеа, но mBridge и овој, да речем, следен CBDC на BRICS, како и очекувањето од Ethereum Spot ETF, верувам дека се теми кои што сакам да ги обработам за неделно специјално видео, затоа што се премногу добри и премногу битни. А знаете дека во недела највеќе имаме, значи, и гледаност и луѓето очекуваат секогаш во недела да имаме најдобро видео, така да потенцијално ќе ги оставам овие две видеа за да оберете помеѓу нив, ќе видам уште некоја опција, што би сакале да гледате во неделото специјално видео, а во текот на овој ден очекувајте потенцијално веќе е објавено на нашиот канал и гласање за тоа што ќе работиме оваа недела. Сега, овдека имаме многу битна вест, ако се сеќавате, јас ова ви го кажав и сега ја го гледаме моментално, значи луѓето не сваќаат колку пожртвуваноста на Ripple, фактот дека платија $200 милиони за да успеат да победат наспроти SEC, моментално се практично раѓа плод, и тоа за целата криптосфера, не само за Ripple и XRP, со тоа што во судскиот случај помеѓу SEC и Binance, моментално судијата во овој случај, кој што се, значи ева го името, Amy Berman Jackson, ја користи пресудата на анализа Торес и го прогласува BNB дека не е хартија од вредност. Односно,
второстепените продажби на BNB, кои што не доаѓаат директно од самиот Binance, представуваат се освен хартија од вредност, чистите се практично повеќе како ресурс. Сега ова е многу битно затоа што ако не постоеше оваа пресуда на Торес, сега немаше да може на што да се повика овој суди и ќе мораше ова да го донесе он како пресуда. Така, што значи дека во оваа ситуација автоматски SEC веќе нема никакви ингеренции над BNB коинот заедно со XRP коинот. И затоа и добивме толку голем скок на BNB. Погледнете сега, го видов негде доста беше горе. Ево, погледнете кај се наоѓа. Се наоѓа на 6, значи неговата цена е доста солидно коригирана нагоре, баш поради ова, затоа што ова е голема победа за Binance. Значи дури и Binance USD изгуби, тоа не е битно. Битно е BNB коинот да не биде прогласен за хартија од вредност. Тоа е одлично, одлично за целата криптосфера и гледаме како конечно победата на Ripple почнува да носи берикет, бенефити за целиот криптосвет. Сега, многу битна уште еднаш вест. Значи, иако е за Solana, уште еднаш ќе напоменам, не е битно. Битно е да го добие. Јас уште еднаш ќе кажам, јас се надевам дека Solana на вистина ќе го добие својот спот ETF, со тоа што не само Vanex, сега и 21 Shares, тоа е и Vanex и 21 Shares поседуваат и Bitcoin спот ETF, аплицира и за Ethereum спот ETF, и сега веќе аплицираат за Solana спот ETF, со тоа што 21 Shares аплицира само еден ден после Vanex. Сега, зошто е ова битно? Овдека специјалистите за, значи повторно истите овие специјалисти даваат свое мислење. Значи не е битно каде, ова не ни мења многу. CBO е BZX Exchange, тоа е практично менувачица која што нели може да ги листа овие одобрени Ethereum, Bitcoin и така натаму спот ETFs. Но зошто е ова битно? Вели, значи одлуката потенцијално во овој момент, откако е аплицирано за Solana спот ETF, очекувањата се дека потенцијална одлука за овие апликации ќе дојде после изборите во ноември. Сега, зошто е ова толку битно? Значи, многу е клучно кој ќе победи на изборите. Повторно, гледате како се е поврзано со политика. Доколку победи Бајден, можеме да очекуваме дека ќе продолжи Choke Point 2.0 и дека ќе продолжи оваа голгота против крипто. Доколку победи Трамп, тогаш можеме да очекуваме дека СЕК ќе се подразмисли за тоа што прави, со оглед на фактот дека Трамп најави дека ќе се запре веднаш војната против крипто и дека практично ќе биде многу попозитивно настроен кон крипто сферата. Со оглед на фактот дека кој да победи во ноемвриските избори, дури во јануари ќе ја превземе својата канцеларија како мурикански претседник нели во оваа ситуација, значи дека клучно ќе биде кој ќе победи, барем според мене, останува да видиме дали тоа така ќе се одрази, но јас пак мислам дека клучно е кој ќе победи на президентските избори во однос на одобрување на потенцијален Solana спот ETF. И уште еднаш ќе напоменам, кешки нека го одобрат. Затоа што ако одобрат Solana спот ETF, тоа ќе одобрат се. Ќе одобрат и XRP, и ADA, и Polkadot, и Matic, и се разбираме. Значи тоа Ethereum беше влезната врата. Првиот алткоин после Ethereum покажува дека било кој друг алткоин може да добие свој спот ETF, со оглед на фактот дека самите морони од Wall Street се премногу скржави и лакоми за пари. Само прашање на време кога тоа ќе го видиме, а тоа е одлично за сите нас. Доколку добиеме Solana спот ETF, тоа значи дека институционален капитал ќе може да се влева и во Solana. И тоа е одлично за нас, затоа што главниот дел од овој bull market ние го очекуваме во текот на следната година. А ако вакво нешто се случи за Solana, тогаш само прашање на време кога и останатите ќе добијат. И се враќаме на оно што јас постојано го зборувам и ќе го повторувам за да не заборавите дека сум ви го кажал. Значи моментот кога еден алткоин ќе добие спот ETF, тоа е како stamp of approval, тоа е печат дека е квалитетен и дека истиот треба да биде инвестиран од страна на институциите. Така да пак ќе напоменам, дали ќе биде Solana после Ethereum или XRP не е битно. Битно е некој да го добие ова место, да биде одобрен спот ETF и тоа ќе помогне многу на целиот алткоин свет, се разбираме. Сега, за жал, очекувавме дека нема да има тужби на останатите, да речеме, Ethereum апликации, токени и така натаму, но гледаме дека тоа не е така. Значи, SEC моментално само што го официјално започна тужба против Consensys. Consensys е компанијата која што стои позади MetaMask, со тоа што каде е овдека проблем. Не само што го тужат Consensys и MetaMask дека продаваат хартија од вредност, а гледаме дека се повеќе и повеќе и судиите и регулативата покажуваат дека тоа не се хартија од вредност, но верувам дека ова е последното ура на SEC
пред да се замени Бајден со Трамп, и ова ќе биде крај, верувам, на сите овие тужби кои што моментално се само лов на вештерки. Сега каде одека проблемот? Не одат само до тој степен што ги тужат MetaMask дека продавале хартија од вредност, туку и ги обвинуваат дека нели стейкинг сервиси кои што ги користат во оваа ситуација, посебно кога станува збор за Ethereum, значи дека станува збор за Lido и Rocket Pool, значи тоа се двата базени кои што MetaMask ги користи за да може да правите стейкинг на Ethereum. Значи ги класифицира како дивиденда, се разбираме. Од овој момент, уствари, Комисијата за хартија од вредност на Мурика заклучува дека станува збор за хартија од вредност. Вели, затоа што стейкинг е исто како дивиденда. Нема никаква врска, значи дивиденда вие добивате од работа на компанијата и профитот кој што го прави. Стейкинг е награда за осигурување на блокчейн системот. Немаат благи вези едни со други, но на сек му одговара моментално така да се го толкува тоа, затоа што му одговара на овој наратив да ги прогласи овие проекти, токени и така натаму за хартија од вредност. Значи дека се тоа што го гледаме, уште еднаш ќе напоменаме лов на вештерки и верувам дека ќе заврши моментот кога Трамп ќе го добие претседателското место, да бидеме реални, значи дали вас ви се допаѓа или не, Трамп е очигледно следниот победник и претседател на Мурика, освен ако не успеат некако технички да му го земат тоа, нели му ставија 10.000 тужби, се обидуваат да го запрат со тоа што ќе остава позади решетки. Да не заборавиме една многу интересна работа која што муриканците не ја кажуваат, а е вистина, проверете. Значи во Америка и човек кој што се наоѓа во затвор може да биде претседател. Тоа ќе биде, ја мислам, права дефиниција за демократија, ако успеат да го стават Трамп во затвор и истиот победи на изборите и стане претседател позади решетки. Значи тоа ќе биде резил над резилите и ќе биде одличен, како што би рекол Игор Трипуновски, еден од оние кои што следат нашиот канал најдолго, но тој коментар му е на место. Comedy Central, значи ќе биде Апла Comedy Central, гледајте и не верувајте. Како и да е, значи тоа е реалноста, останува да видиме, но верувам дека победа на Трамп ќе значи многу позитивен аспект за крипто секторот, иако знаете дека јас со Тедомраз имам договор за Бајден да победи, но треба да бидеме реалистични. Сега, оние кои што ме прашуваат зошто, нека го погледат претходното Altcoin Вести, таму детално објаснувам колку позитивно е за нас да победи Бајден на долг рок, значи тоа е најдобрата работа која што може да се случи во светот. Сега, значи Cardano успеа да одбие DDoS напад, тоа е напад на спам, каде што со минимална сума се прават милиони транзакции со цел да се забави нели самиот блокчейн. Сега успешно, не само што успешно го одбиле нападот, туку успеале да му ги одземат ада коините на нападјачот, верувале или не. Доста интересен момент. Значи ова е пак момент за гордост, затоа што ова не се случува толку често и кога ќе се случи е доказ дека овој блокчейн си работи работата како што треба. Уште еднаш би го одбрал ада на спиење пред Solana, пред се останато, затоа што значи ова е единствениот блокчейн кој што има 3 степен начин на интегрирање на апгрейдс, каде што прво се прави екстремен тест во самиот блокчейн, зборуваме од самата така речено нели тимови на Cardano, потоа се бара мислења од партнер блокчейни како Polkadot и така натаму и дополнително овие надграби се праќаат до врвните имиња во блокчейн индустријата низ светот за да дадат своји мислења и откако сето тоа ќе се заврши, дури тогаш се интегрира, па макар и да касни 5-6 месеци апгрейдот, што значи дека е комплетно стрес тест пред да биде интегриран. И уште еднаш, јас би радо таков блокчейн да го почекам отколку Solana, каде што се уште 40% од транзакциите се одбиени на дневно ниво. И ова е пораката од Чарлс Хоскинс, значи верувам дека знаете кој е ова меме. Ова е Fallout, оние кои што се геймери знаат зашто зборувам, но како и да е, тоа е одлично, со тоа што веднаш после овој напад, по коинциденција да речем, се случува и гласањето во кое што беше изгласан првиот совет на Cardano. Значи, Cardano ќе има совет и ќе има уште еден орган и ќе има своја конституција, односно устав кој што треба да биде усвоен наскоро, со тоа што ово е советот кој што треба да биде иницијален, каде што IOHK, Емурго и така натаму ќе ги предадат сите ингеренции на советот и после ова
на ротацион начин, мислам на секој 6 месеци ќе се менува овој совет, така да тоа е одлично, така треба да функционира еден демократски блокчейн, ова е по дефиниција демократски блокчейн, каде што ние, оние кои што поседуваат АДА со своето гласање одлучуваат кои ќе бидат следните членови на овој совет, со тоа што има совет и уште едно тело кои што практично се равнотежа едни на други и истите се тука да одлучуваат за напредокот на Кардано. Сега, во исто време, значи многу е битно да напоменеме дека и уставот на Кардано е доста блиску, само да видам каде беше тој дел кој што сакам да ви го објаснам. Значи, финалната верзија на уставот на Кардано ќе биде практично изгласана во август. Сега, како што можеме да видиме овдека, значи целосно објаснето како би изгледало, значи практично почнува од август, велики има низ целиот свет 50 работилници кои што ќе работат на утврдување на тоа како ќе изгледа формата на самиот устав и истиот ќе биде донесен официјално на значи уставната конвенција на Кардано во Буенос Ајрес во декември оваа година. Значи тоа е одлично и да, дополнително на интересна работа, значи не се бираат само 6 членови, туку се бираат и уште 3 дополнителни членови како резерва, во случај некој од овие 6 членови да не може да биде присутен или да не може да одлучува. Доста интересна работа. Значи дека Кардано е на чекор до Волтер ерата, каде што ќе има целосна децентрализација, нешто невидено во криптосветот. По големиот дел од коините и понатаму имаат големо влијание од своите фондации и така натаму, значи оние тимови кои што го направиле самиот блокчейн. Значи ова ќе биде првиот кој што целосно ќе се дистанцира од Емурго, од IOHK и останатите кои што го направиле Кардано. Сега многу интересна работа во однос на Midnight блокчейнот, кој што треба да биде интегриран во Кардано, што представува истиот. Значи Midnight не е еднаков на останатите privacy блокчейни, како што е например Monero. Зошто? Затоа што Monero е целосно private, се разбираме. Значи во Monero едноставно не можете да знаете кој на кого колку праќа, кој колку поседува, нема никакви информации за тоа кој што поседува на блокчейнот. За разлика од тоа, со Midnight, овој блокчейн кој што моментално го интегрира Кардано, овој блокчейн го работат уште од 2016 година, но поради самата сфера се уште не била доволно развиена за да можат да го интегрираат и да го направат до оној степен кој што е денес. Значи, ова доаѓа наскоро, се уште не е објаснето точно кога ќе биде интегрирано, но зошто е толку битно? Midnight дава опција на оној кој што го користи Кардано блокчейнот да има дел од својот блокчейн кој што ќе биде private, се разбираме. Овдека многу интересно објаснето, например како да речем работата на Макдоналдс, значи како пример. Вели Макдоналдс има многу јавни податоци за својата работа, затоа што е IPO, значи они имаат практично јавна компанија и мораат јавно да ги доставуваат овие информации, но одредени битни, клучни фактори, како тоа, и овдека баш интересно објаснето, колку содржи кеш, да речем, касата на секој продавач, или пак кои се ростерот, така речено, или работното време на своите вработени, со цел да ги заштити, ова е направено да биде приватно. Односно, зошто е толку битно? Преку овој Midnight блокчейн, вие понатаму користите Кардано, но делови од вашиот приватен бизнис кој што го поседувате ќе бидат приватни. И понатаму ќе може да биде направен аудит, значи кога станува збор за компании како Консензис и така натаму, истите ќе може да направат во било кое време аудит да проверат дали е се во ред, дали има криминални активности, но за секојдневните луѓе ова ќе биде приватно и недостапно, затоа што едноставно не можете, на пример, сега тоа е прост пример. Тоа е како замислете некоја компанија да ви даде точно име и презиме на вработениот кој што е задолжен за одреден новчаник, кој што има, не знам, 100 биткоин, замислете, така. Значи тоа е како да му ставите мета на човекот на грб и дали слободно најдете го, така. Поради оваа причина и потребата за овој блокчейн надграба на Кардано сега се уште немаме некои детални значи информации кога истиот ќе дојде на сцената, но сега засега и понатаму се работи, ова се да речам клучните разлики помеѓу Кардано и она што ќе го поседува самиот Midnight блокчейн. Така да ова е голема надградба, голем додаток на Кардано кој што се надевам дека што поскоро ќе дојде на сцената. Toncoin моментално легален во Казахстан. Значи Казахстан е трета по големина држава во Азија, после Кина и Русија, и една од најголемите во светот како по население, така и по површина, со тоа што Казахстан, за разлика од посебно нашата заостаната држава,
Погледнете, има легализирано 107 криптовалути, меѓу кои Tron, Polygon, Aptos, Stellar, Avalanche и така натаму. Сега овдека не се наброени, но верувам дека најголемите сигурно се легализирани. Зошто е ова битно? Затоа што ваквото легализирање на Toncoin му дава значи легален статус да може да биде користен на Telegram платформата. Да бидеме јасни, Toncoin, најголемата карта која што поседува е Telegram платформата, која исто го направи Toncoin и со ваквиот легален статус истиот ќе може да функционира на целата територија на Казахстан, на сите оние кои што имаат Telegram апликацијата на Казахстан. Да не заборавиме, Telegram има повеќе од 900 милиони корисници на дневно ниво, замислете. Што значи дека тоа е џокерот кој што го поседуваат за адаптација на Toncoin на глобален аспект. Така да тоа е позитивно, крајно позитивно за Toncoin. Искрено да ви кажам, можеби треба и да го разгледам овој коин уште еднаш, иако иницијално не го ставивме во нашето портфолио, но ваквиот фактор кој што гледаме дека се повеќе и повеќе прави адаптација на целиот свет, можеби не е лошо да го погледнеме уште еднаш. Па не значи ќе го купиме, но нели, секогаш морате да затоа и постојано правиме вести, затоа и постојано правиме апдейт на сето она што го знаеме со цел да видиме дали нешто се променило во проектите кои што сме ги истражиле, можеби сега има причина да ги купиме, така. Сега следно Каспа, значи Каспа официјално е на 9 мај, веќе има KRC20 токени, односно смарт контракт компатабилно. Зошто е ова толку битно? Затоа што како што кажавме, моментално Каспа е еден од најдобрите, ако не е најдобриот, најфункционалниот Proof of Work блокчейн. Значи станува збор за многу понадградена верзија и од Proof of Work на Ethereum и од Proof of Work на Bitcoin, кој што моментално со ваквата смарт контракт компатабилност го прави уште пофункционален. Зошто? Затоа што вие практично сега можете да правите апликации и да развивате своји токени на самиот Каспа блокчейн. Наскоро се најавува дека ќе има и KRC721 токени, значи ова се стандардните токени кои што веќе ги имаме обработено од Ethereum мрежата, значи само што сега наместо ERC се KRC, така да погледнете во видеото за токените, тоа е во плейлистата за напреден курс на техничка и фундаментална анализа, таму ќе видите детално кои од овие токени што значи, сега да не навлегуваме премногу. Во главно, најбитниот дел е дека моментално самиот Каспа екосистем нуди смарт контракт компатабилност, што е крајно позитивно за целиот блокчейн и за надграббата и напредокот на Каспа блокчейнот. Многу од луѓето мислат дека јас имам нешто против Каспа, напротив, за жал јас Каспа го промашив и имам правило да не ги бркам овие проекти кога ќе ги промашам, освен ако не видам нешто што на вистина ќе ме импресионира, нешто што на пример е надвор од вообичаеното, но реално не сум голем љубител на Proof of Work блокчейни. Кога би имал майнинг фарма, може би потенцијално би алоцирал дел од оваа майнинг фарма во мајнање на Каспа, но генерално не сум голем љубител на Proof of Work и го промашив Каспа од самиот почеток и затоа сега не гледам причина да влезам кога истиот има толку голем напредок во bull маркет. Тоа е главната причина поради која што не сум инвестиран во Каспа, но имам голем почит затоа што ова е уникатен проект кој што успеа да го надгради нели според сите заостанатиот Proof of Work тип на блокчейн, кој што нели сите го плукаат освен Bitcoin затоа што е премногу голем и гледаат сите нели да се преместат на Proof of Stake. Така да се најдобро за Каспа реално. Погледнете го видеото, ќе видите значи на самото видео каде што објаснувам за Каспа имам само добри зборови за овој проект. Сега многу битна работа, Circle само што доби лиценца за Мика во Франција. Зошто е тоа битно? Сега овдека е збунувачки, гледате сега како. Значи цело време се зборува како Мика блокчейнот Мика регулативата е направена да се сузбијат оние стейблкоини кои што се базирани на долар. А овдека они им даваат USDC да го користат на европска територија. Не можам да разбирам зошто ова се случува, затоа што на крајот ако вие основната цел на Мика вие да ги сузбиете стейблкоините во долар затоа што се плашите дека доминацијата на еврото ќе падне, кога секојдневна работа ќе стане користење на стейблкоини и CBDC, не можам да разберам зошто тогаш на Circle, да не заборавиме. Значи Circle е директно под контрола на BlackRock, значи ова е голема приказна која што многу пати сме зборувале, ова не е за џабе. Значи тоа е она конекција помеѓу Европа и Мурика,
каде што да не заборавиме дека BlackRock е една од најголемите, тоест најголемата корпорација во светот, истата е поголема од цела Европа и верувам дека е дебело поврзано со тоа што Circle моментално добива MiCA compliance, значи лиценца да работи и што му се дозволува USDC да биде минтан, додека во исто време значи прават се што може да го сузбијат USDT, овдека е објаснето во самата статија. И сега уште една, значи каде ми е проблемот овдека? Значи на USDC, односно се извинувам, на Circle му е дозволено да го минта EUR-C коин. Така, значи тоа е стейбл коин кој што ќе се базира на територијата на Европа и кој што ќе биде во противредност на евро, така. Но неговиот маркет кап е 38 милиони. Тоа е смешно, ова е смешно, се разбираме. Значи кога ќе го споредите тоа со USDC, кој што има маркет кап од 32 милиарди, 38 милиони е смешно. И гледаме дека никој не го користи. И претпоставувам дека конечно самите идиоти во Европа сваќаат дека не можете да ги убедите луѓето да користат европски стейблкоини, посебно кога гледате како, значи што ви реков. Чекајте да видиме што се случи од 1 јуни или како беше таму крајот на јуни почна да биде во моќ, така речено овој закон, што се случи. Binance и понатаму функционира со USDT и USDC, без никаков проблем. Така да, уште еднаш ќе напоменам, значи чекајте да видиме како се тоа ќе се одвива, да не одлучуваме пред време, да не се плашиме пред време, затоа што гледаме дека овие законодавни акти има дупки кои што очигледно ги користат Binance и останатите менувачници, гледаме дека не се интегрираат толку брзо колку што се очекува, така да останува да видиме како ќе се одвива ова понатаму. Во секој случај на алткоините ова не делува. Филипините, многу интересна работа, затоа што ова не е приватна компанија, туку ова е самата држава Филипини, која што социјалниот додаток или социјалното осигурување, моментално можете да го плаќате во USDT, верували или не, со тоа што не директно, значи USDT има договор со одредена платформа која што се нарекуваше Uquid, и оваа платформа практично ви дозволува да користите USDT за да си го платите својот значи социјален надоместок или социјално осигурување директно на државата на Филипините. Ова е многу битно затоа што се повеќе и повеќе стейблкоините завземаат значи место во новата економија, каде што гледаме дека државите почнуваат да ги користат. Значи не е ова некоја компанија во Филипините, туку Филипините која што има десетици милиони жители, сега не знам колку е голема, мислам дека е можеби околу 100, не сум сигурен, значи моментално одлучила да го користи USDT стейблкоинот, да му верува на Тетер, за да истиот го користи како платежно средство за социјален доместок, така. Значи ова е одлично. Сега многу битен закон кој што исто така мора да го спомнеме, моментално засебни земји членки на Муриканската унија, во оваа ситуација Луизијана, пазете сега, донесуваат закон за сите граѓани на Луизијана, со кој што ги загарантираат правата на сите мајнери на биткоин, на сите граѓани во било кое време да може да прават self-custody, зошто е ова битно. Значи, кога имате ваков закон, автоматски никој веќе не може да ве тера, вие да давате, не знам, know your customer, KYC, за користење на лични, домашни, приватни, да речем, новчаници, така. И забрана за CBDC, ова е одлично. Зошто е тоа одлично? Значи, прво ви го гарантира правото да мајнате биткоин, што значи дека автоматски во Луизијана, како и повеќе други кои што ќе ги наброиме покасно, значи е легално да се мајна биткоин и никој не може да ви го забрани тоа. Значи, вас вие со практично закон, или сега ова не знам дали имате кој нивни устав на ниво на Луизијана како држава, ви дозволуваат да правите мајнинг во било кое време. Второ, ви дозволуваат да си ги чувате овие коини на сопствен новчаник. Што значи дека со закон никој не смее да ви ги одземе, никој не смее да ви каже стави ги на јавен или стави ги во менувачица или стави ги не знам понатаму во CBDC, се разбираме. И уште побитно, фактот дека се забранува CBDC на територијата на Луизијана е многу битен момент, затоа што не е само Луизијана, моментално ги имаме неколку. Меѓу кои? Оклахома, Монтана, Арканзас и мислам дека тие за сега. Но убаво кажано, значи фактот дека овие држави тоа го достигнале во сопствена земја, значи во сопствената, да речем, територија, порано или подоцна ќе се одрази на политиката на Мурика, се разбираме.
И уште еднаш да не заборавиме, Трамп истото го најави, доколку биде избран за председател, ќе забрани CBDC на територија на Америка. Тоа е многу битно за нас, затоа што CBDC ќе биде непријател број 1 на сите криптопроекти доколку биде интегриран. А тоа е само прашање на време. Иако можеби постои човек како Трамп кој што тоа ќе го забрани, следниот Бајден што ќе дојде, кој што го поседуваат банкстерите, сигурно ќе го одобри. Останува да видиме, но ова е крајно позитивно за секој кој што живее во овие земји. Sony моментално се спрема да направи своја платформа, со тоа што моментално, значи изборуваме платформа за тргување на криптовалути. Ember, тоа е некоја платформа претпоставувам што постои во Јапонија, моментално е превземена од Sony и сега ќе се нарекува S-Blocks. Ќе прават целосен, значи, ремейк на тоа како изгледа самата платформа, кои ќе бидат опциите што може да направат и така натаму. И верувам дека ова е позитивен момент, затоа што кога ваков тип на големи магнати како Sony, кои што многу добро знаат колку голем е потенцијалот на крипто, влегуваат и сакаат да имаат своја криптоменувачница, ви кажува што очекуваат во иднина од овој сектор. Значи, уште еднаш ќе напоменам, многу пати сме го кажале, но ова е многу битно да го знаете, кога ваков тип на магнати, како Sony, како некоја банка, како некој голем глобален магнат, одлучува да направи нешто во крипто или да влезе во крипто, треба една работа да знаете. Тоа се големи ентитети кои што имаат многу повеќе пари од вас, имаат многу повеќе луѓе, многу подобро организиран начин на истражување од било кој од нас, што значи дека они истражили и очекуваат позитивно нешто од оваа индустрија и влегуваат во истата, тогаш јас не гледам причина зашто ние не би го следеле овој пример, баш затоа што ние никогаш нема да можеме да го истражиме овој пазар колку што може тоа да го направат они. И за крај сакам само ова како вест да го споделам со вас, иако е една недела старо, значи кои ќе бидат следните токен unlocks. Значи ова се коините кои што има најголеми токен unlocks, само ќе ги поминеме, ако имате некој од нив бидете предпазливи, затоа што кога имаме токен unlocks, најчесто цената на овие токени паѓа. Altlayer на 25 јуни 105 милиони, ова е веќе завршено како и да е. Yield Guild Games 27 јуни 16 завршено. AGX, значи да, во оваа ситуација имаме отклучување на AGX токени, но не заборавајте дека официјално тоа е една многу битна работа која што треба да спомнеме. Значи официјално првата фаза е започната. Гледате дека веќе го нема AGX како да речем, ако користите TradingView, истиот не може да го најдете, односно веќе е избришан, што значи дека веќе влегуваме во втората фаза каде што треба да го промениме и AGX, и Ocean, и FED во новиот ASI токен. Ќе биде објаснето како, значи на неколку места најдов известување каде што беше напишано дека оние кои што имаат токени на менувачите не треба да прават ништо, менувачниците наводно треба тоа да го направат сами. Верувам дека ќе ви дојде известување со сигурност, додека за останатите ќе има некој начин на кој што ќе треба тоа да се промени, но сега за сега се уште нема информации. Кога ќе добием информации ќе ги објавам сигурно. Нема поента да зборуваме за нешто каде што немаме информации. Кога ќе го добијам сигурно ќе го споделам со вас. Оптимизам на 30 јуни, негде околу 31 милион оптимизам токени. Со оглед на фактот дека има 1 билион токени во оптек, во циркулација, 31 милион негде околу 3%, така да не е некој голем проблем. Со тоа што ова ќе биде веќе завршено, тоест немаше некој голем пат исто. Етена 30 јуни 14 милиони токени, тоа се токените кои што беа за Unlocks. И нормално за крај, значи нема да должам премногу затоа што навистина не се осеќам добро луѓе. Се надам дека ќе ме разберете и понатаму работата продолжува. Се што барам од вас е поддршка и да помогнеме оваа материја да стигне до што повеќе македонци. Благодарам како и секогаш, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.